Почитувана колешка, во дел од вашата дискусија истакнавте една многу сериозна ситуација која што имаме во Република Македонија. Именно потенциравте дека граѓаните во нашава земја се многу вознемирени, не се чувствуваат безбедно, се исплашени, несигурни, но меѓутоа, почитувана колешка, не знам дали ова ве потсеќа на едно време кое што го имавме во минатото, кога во државата владееше и страв кај граѓаните од прогони, од уцени, од закани, од незаконски разрешувања, без разлика во која институција се работи, и поставување на кадри, сомнителни кадри кои што требаше да завршат одредени незаконски действија. Не знам, почитувана колешке, дали некако симптоматично, но некако истото тоа време во минатото некако ни се повторува и повторно ни се враќа назад. Но во што се состои симптоматичноста? Вакви ситуации и ваква состојба во државата имаме само тогаш кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт. Зошто ми дава тоа за право да го констатирам? Ние имавме можности да го видиме практикувањето на власта и во минатото на Социјалдемократскиот сојуз и сега. И оние активности или актуелни ситуации кои што ни се случуваат во државата ми дава за право тоа да го констатирам. Да, секогаш кога Социјалдемократскиот сојуз се наоѓа на власт, граѓаните на Република Македонија се чувствуваат несигурни. Имаме сомнителни разрешувања на стручни лица, професионалци, било да е во сферата на судството, во здравството и во други институции, се случуваат, почитувана колешке, сомнителни обиди за убиства со намера, за кои што нема одговор, а камоли истите да можат да се превенираат. А како може да се превенираат, почитувана колешке, овие настани, кога еве конкретно за настанот вчерашен во Струга, кога министерот за внатрешни работи се наоѓа моментално на сплав на билјанини извори во Охрид, со виолина на Увце си се движи низ Охридското езеро, го окупирал Свети Наум да не може турист да влези за време на туристичката сезона, но затоа пак во Струга, во една од најголемите струшки градски плажи, во градот како на филм се случува убиство. Полиција никаде, почитувана колешке, а министерот се шета со куп обезбедување на сплав со музика по Охридското езеро. За ова негова неодговорност, министерот за внатрешни работи подитно треба да си даде оставка заради тоа што не обезбедил слободно движење и безбедност на граѓаните и на сите туристи кои што се наоѓаат во Струга. И ние наместо да броиме туристи, ние треба да броиме инциденти и убиства во Република Македонија.